Добро вечер, почитувани гледачи. Еве најповторно со емисијата Штипјани, саботна вечер резервирана за оваа емисија. Овој пат на гости во Скопје, кај старата штипска фамилија, фамилијата Којзеклиеви. На кафе кај нашата гостинка вечерашна, Светлана Којзеклиска Василева. Добро вечер и добро дојдовте во емисијата Штипјани, а и ние добро дојдовме во Скопје, нели? Добро вечер, добро дојдовте во Скопје. Според годините како се чувствуваме? Пензионерски расположени. Пензионерка, 15 години. Да. Се осеќам добро. Наставничка. Витална. Професор во поезија по македонски јазик. По македонски, да. Штипски одделет го забравите малку, нели? Не го заборавив кога одам во Штип. Да. А инаку струката не ми дозволуваше да зборувам штипски. 40 години у Скопје, не се тоа малку години, а сепак жал за младоста, жал за Штип. Точно е тоа, дека секогаш си ги бара човек корените, нарочито вака во подоцнешни години. Инаку за ваша информација, емисијата Штипјани е доста популарна. Голем број на наши гости штипјани, кај да се ние секогаш ги пронаоѓаме за емисијата Штипјани, како емисија документарна, едукативна, воспитна и забавна. Мило ми е што дојдовте и кај мене. Ќе ни биде мило и на нас еден часовен разговор да се навратиме за Штип, за фамилијата Којзеклиска, прочуена фамилија. Па, колешće, професор, прво да почнеме за корените на фамилијата Којзеклиеви. Нешто поопширно за корените. Вака, мојата фамилија Којзеклиски е меѓу најстарите, меѓу постарите штипски фамилии, и името од каде дошло се смета дека предците дошло од селото Козјак, па така останало Којзеклиски. За мене многу ми е мило кога, јако сум далеку, кога слушнам за напредокот на Штип, бидејќи знам дека меѓу во првата бивша Југославија обично ги пуштале офицерите и службениците по казна во Штип како најзаостанато град и иницијалите на Штип ги тумачеле како Шути, Трпи и Пати. Меѓутоа, иако во тие услови, меѓу двете светски војни, за пат во Македонија се изведуваат опери благодарение на русинот Сергеј Михајлов, кој доаѓа и оснива друштво во кое пеат, така да пееле и мојот чичко Васил и мојата тетка Роза во оперите. Тоа е првата македонска опера изведена во Штип, Пајачи од Руџеро Леон Кавало, 25 година, благодарение на русинот, односно украинецот од Харков, Сергеј Михајлов. Одлично се посетивме на тај момент. И денеска ми е уште помило што и тогај бил културен центар за источниот регион, а денеска ми е уште помило што слушам дека ќе стане и факултетски центар. И пратам новините во Штип. Корените никогаш не се забрават. Така, да. И сега да продолжиме за, рекоме, за фамилијата Којзеклиеви. Дедо, прадедо, татко, што имат работено, видите, малку пошироко за Којзеклиеви. Ни судбината, можам да ви кажам, на членовите на семејството Којзеклиеви може да се одгледа судбината на целиот македонски народ низ виорите на 20 век. Војните, окупациите, малтретирањата, затворите, пресите
и обесправеност и однебитување на македонците. Сега сме демократско општество, можеме да кажеме слободно. Можеме и да кажеме што било и како било. Меѓутоа нашата фамилија најверојатно може би најмногу почувствувала на својот грб овие сите настани од 20. век. Такви биле времењата политички тоа време. Така, да, А вие интелектуална фамилија, биле сте под будното око на власта? Да, и во семејството биле скоро сите интелектуалци, дури имаме и еден братуче, доктор на науки, повеќето биле професори, инженери и допринеле, мислам, за развиток на просветата, културата во Штип. Посебно Штип ја посеќават се на Роза и Рајна Којзеклиски. Да, ќе ви кажам. Истакнати наставнички, да чуеме поединечно сите. Да? Видите, за прадедото не се сеќавам, никако се вика, нити пак некој може да ми каже. Меѓутоа знам дека има дедо ми Мише, има уште двајца браќа, Ристе и Никола. Од Ристе и Никола има потомци кои живеат делимично во Штип, во Скопје, во други градови. Меѓутоа, по-детално можам да ви кажам за фамилијата на дедо ми Ристо. Да. Дедо ми Ристо Којзеклиски бил занаетчија, кондураджија. Точно каде имал дуќан, не можам и тоа да ви кажам. Центарот, старата чаршија, најверојатно. Околу центарот денешен, старата чаршија. Да, Шрдеванот, што го викаме. Да, Шрдеванот. И тука имаше едно време, се правеше газоза. Да. Па тапите излегуваа сами и ние како деца ми беше интересно. Газоза, тако нешто се викаше, или? Газоза се викаше. Кракер, да. Кракер. И ние како деца гледавме како се тоа прави и ни беше многу интересно. Кои беа луѓето што продаваа, што ги произведуваа тоа? Сеќавате ли се? Не се сеќавам. На таа занечиска фамилија. Многу било одамна, пред 60 години, не можам тоа да ви кажам. Меѓутоа, од фамилијата на дедо Ристо, на Мише, имал 5 деца, од кои најстарата е Елена, потоа тетка Рајна, чичко Васил, Роза и мојот татко Спиро Којзеклиски. Да. Сега, ако ви интересира... Од мајкина страна, корени штипски имаме ли? Бабина страна, да речеме? Од бабината страна, баба ми се викала Катерина или Ката, која што била од угледно семејство на Мише Развигоров, некогашен војвода. Да. И ни раскажувала за неговото загинување со запалувањето на куќата за да не се предаде жив во рацете на турците. Тој бидејќи бил учител и бил испратен да види зошто биле проневерени некакви партиски пари. Така да го подкажале во која фамилија бил и тој се бранел колку што можел и на крај, биде не сакал да се предаде, ја запалил куќата и жив изгорел. Тоа било историјата го има регистрирано, да. 1912 година. Да, значи за време на Балканските војни, најверојатно. Да. Така, тука негде околу Балканските војни и има тие 5 деца. За најстарата тетка, Ленче, можам да ви кажам дека вистина била убавица, убаво пеела, целата фамилија Којзеклиски добро пееле и обично инструмент виолина свиреле, колку што јас знам. И знам, да. Исто Роза свирела виолина. И тетка ми Роза и татко ми Чичко Васил свиреа вистина виолина. Како се научиле од кого? Тоа не би знала да ви кажам. Штип е музички град. Меѓутоа, вистина е дека е музички, точно е. Да. И тетка ми Елена
во време на турското робство многу штипјани оделе на печалба, нарочито во Софија. Така да од фамилијата Кралеви, учител, живеел во Софија, неговата фамилија живеела тука. И неговиот син, Александар Кралев, како дете, бил погоден од некој куршум од турците и го зел татко му да го лечи. Така го излекувал во Софија и го дал да изучи терзиски занает. Кога дошло време, му отворил дуќан да се жени, дошол во Штип да му најде невеста. Бидејќи тетка ми Елена ја пофалиле, како биле угледна и честна фамилија и била убава, тој ја одбрал неа и би истакнала тој момент како тетка ми Рајна, тетка ми Елена, со свекорот преку гудури и планини на коњи заминува на невидено да се мажи во Софија. Еве каква била и судбината на девојките. Меѓутоа, таа имала многу среќен брак, до крајот на животот имале 2 деца, Надежда и Јасен, тука имате слика, и живееле среќно до крајот на својот живот и долги години проживееле заедно. Тоа било начинот тогајка на запознавање с младите... Еве, немало начин, отишла на невидено таја. Да ја однеле, само сепа среќите и се насмејала. Да, видите, во сета таа несреќа, пак имало среќа, што вистина живееле добро. Јас паметам, живееле во Софија, паметам дека сум одела кај нив и до последно. И друг еден момент, кога пред умирање ја посетивме тетка Ленче, татко ми кога влезе и ја запеа песната Мајка дава Јана надалеку. И совпаѓа се со судбината на тетка ми заплакала и после разбрав дека кога ја испраќале во туѓина, дека со таа песна ја испратиле и затоа се потсетија и сите се заплакавме од тој момент. Убаво и ние што се наврнаме на таа судбина, да се подсетиме и да го документираме сето тоа, да? Тоа би... Одеме натаму за корените на вашата фамилија. Понатаму за тетка ми Рајна, е второто дете, која што била учителка долго време. Во тоа време учењето фатило Балканските војни, па Првата световна војна, па таа добила некоја стипендија, станала екзархиска учителка и после Првата световна војна, после Првата световна војна била учителка во Штип долго време. Така да многу постари штипјани ја памтат една висока, седокоса, достоинствена жена, со благ поглед и така убав осмех. 40 скоро години описменила генерации и генерации. Најнапред училиштето се викаше Свети Аранđел, а потоа е прекрстено во Маршал Тито, кој се наоѓа во Горно Мало. Сега е средна музичка школа таму. Да, сега рековте. И Сергеј Михајлов се вика школата од Државен музички училишен центар Сергеј Михајлов, да. Така, баш ми е мило што останало таа зграда да биде пак просветна. И се мажи за Раде Трнинич, кој после Првата светска војна се нашол како колонизатор во Штип и отворил своја книжарница, така се запознале, и од нивниот брак има 3 деца, од кои е само жив Стојан Нанче Трнинич. Професорот Нанче, професорот, кој беше прв... Истакнат ликовен уметник. Заврши ликовен уметник сега, меѓутоа тој од фамилијата прв доктор на науки и беше прв директор на високата музичка, на високата на физичка, факултетот за физичка
култура во Скопје. Да. Беше прв директор. У моменту има своја изложба во библиотеката, сега да му се поздравам занимава изложбата. со сликање, слика акварели, исклучиво со штипски мотиви, од стар штип. Штипјани имат прилика да ја видат неговата изложба, у моментот е истакната во библиотеката национална да се учи. Така, добро што рековте, да само да го дојдеме објаснеме податоко. Како рековте, црковна учителка ли е тоа? Екзархиско да го преведеме збором. Кога Македонија од Цариградска се одвојува од грчката екзархија, од грчката црква, во втората половина на 19. век при крајот, македонските цркви влегуваат во рамките на екзархиски бугарски училишта. Тие беа бугарски училишта, кои пак преку учителите и свештениците го ширеа бугарската идеја. Пред тоа беа грците, грчкото влијание и грчки учители, а сега бугарски. Меѓутоа доаѓа Првата световна војна, таа се враќа, била известно време во Бугарија, негде во некои села близу Видин, и се враќа и после останува после Првата светска војна, во време на војната, се враќа и останува до крајот на животот во Штип. А меѓу двете светски војни веќе е српско? Меѓу двете е веќе српско. Како го продолжува учителствувањето? Тука исклучува во Штип. Нели, да? Да, во Штип го продолжува се скоро до крајот на својот живот, а почина на 62-3 години. Така, дали 1 или 2 години беше во пенсија. Да. Одеме после на втората популарна учителка, наставничка, професорка. Розали доаѓа поред според вашиот корен на фамилијата? Не, мислам дека Чичко Васил е постар. Добро, да. На кратко за него да кажеме, да. Има завршено средно образование, добро пееше, остана неженет и живееше со тетка Мирајна, бидејќи тетка Мирајна сопругот и почина многу рано и остана да живее со внукот Нанче и со тетка ми, и беше така весел човек по карактер, шаливџија, насмеан, за песна расположен, и сите се чувствува убаво во негова близина. Меѓутоа се случи што се случи после ослободувањето, беше затворен заедно со тетка ми Роза и тетка Мирајна. Меѓутоа по завршувањето на Втората светска војна, по завршувањето, меѓутоа тетка ми Роза и тетка Мирајна и Чичко Васил нема што да им најдат. Осталом ние и не знаеме из тетка Роза зошто е судена и осудувана, беа пуштени. Без никакво објаснување? И сега, без никакво објаснување, и Чичко ми, бидејќи беше друштвен, мислам дека некој го наклевета, дека слушал Глас на Америка. Има дома, градски им беше уредена куќата. Радио Глас на Америка, да? 28-9 е градена, Глас на Америка, и беше осуден 3 години во затвор. Затворот го прележа во Тешево, се градеа павилјоните и по многу тешки услови. Тетка Мирајна беше таму и тој ми кажувал доколку нешто сметале дека не е исправно, главата им ја држале во вода колку што сакале во езерото. И после тоа беше ослободен, меѓутоа тоа така му остави една трага на здравието, но ако гледаме сега и по она пословица латинска о темпора о морес, ова може да важи, бидејќи сега наводно се врти радиостаница Глас на Америка. Да. И тука имаме представништво. А тоа време кој времења, значи кој обичај времења, тој лежал затвор ако слушал.
Од тие беа матни времења, може секој секого да накодоши, исто како што беше и во турско време. Ние во емисијата Штипјани немаме забранети теми. Според тоа у Отешево се градеа вилите на тогашните социјалистички мокници, нели? Прво се градеше вилата на извршен совет, која минатата година, мислам, се запали. Да. А потоа и павилионите, кои за жал сега ги рушат, португалците и ќе прават некое ново модерно летовалиште. Да. А толку животи, верувам, имат останато тамо коски оставено во Отешево за тие пансиони кои оставија да се скапат. Светлана, наставнички професор, ќе може ли малку пауза со рекламни пораки, почитувани гледачи? Може. Патувајќи низ кралството на природата, барајќи ја кралицата. Кожувчанка, кралица на водите. Schmeckt? Да продолжиме за корените на фамилијата Којзаклиеви, Којзаклиски. Значи, без објаснување, лежањето у затвор се го искараа до последниот ден, нели? Мола? До последниот ден си лежаа у затвор, 3 години осудени, брат и сестра. сестра. 3 години. По-старите Штипјани може го памтат, оти бешеше го биец и на сите така да им каже убав збор, народен човек и тоа. Меѓутоа, после ослободувањето од како и тетка Роза лежеше во затвор, мислам дека Штипјани почна да ги одбегнуваат фамилијата, единствено најблиските роднини. Тоа со време престана. Плашејќи се дека да не се заедно мислите, идеите, намерите. Да, плашејќи се, а без никаква кривица. Ете, тоа сакам да. Бабата ваша, мајката нивна, починала, да речеме, доста тажна за ситуацијата тогашна. Јас да ви кажам, баба ми ја памтам, уште на 50 години беше стара, подграбавена жена, со вечито во црнина и забрадена, умислена. како прави, умислена, како права, така да речем, македонска мајка, класична, која што, ете, претрпела многу ни животот, бидејќи живееле скромно, само дедо ми работел, а они биле 7 члена фамилија, но и покрај тоа, дедо ми настојувал сите да се школуваат. Така да сите од фамилијата се или со средно, а повеќето со високо образование. А Роза, професорката умира у затвор у Скопје, нели? Да, тетка Роза починува. Тамо и у Скопските гробишта стари, кај старата женичка станица. Да, кај сегашното внатрешни. Тетка Роза, незината судбина, иако ете крстена Роза, бидејќи ете така била бела црвена, најтажна од сите браќа и сестри. Најцрна судбина. Најцрна судбина имаше таја. Родена е негде 1902 година и завршува средно образование и во Штип. Потоа таа меѓу првите, после Првата светска војна, србите, за да шират србизам, да го асимилират македонското население, прв факултет отварат филозофски.
и она завршува историја и латински јазик У Скопје? во Скопје и потоа бива испратена на служба во многу градови. Јас колку што знам во Чачак, Требиње, Мостар, за време на Втората светска војна се врати, поработува малку во Штип, а потоа во Скопје во машката гимназија беше професорка. И после тоа Била доста миролюбива. Видите, она беше многу јак интелектуалец. Знаела 2 јазика, знаела да свири. Виолина, да? Да, подоцна, јас со луѓе кои доаѓа во контакт, било политичари, било научници, било мои професори на факултет, сите ме прашуваа што ви е Роза и најубави и најпофални зборови се изразува за неја и ми вика да се гордеете што имате таква Да, и Штипјани ден денеска со почит ја спомнуваат што имате такво. Професорката Роза. Друг момент би спомнала што за време на Бугарско, затоа што била така јак интелектуалец, угледна личност, ја повикале од Скопје кога цар Борис ја посетувал Македонија, бидејќи влегла во бугарите беа окупатори тука. Сојузник на фашистите окупатори, да? Да, сојузник. И ја повикале специјално да дојде да му прави друштво на цар Борис во Штип. Да. И тоа покасно и го имат накалемено дека е некој голем греф. Према тој греф и сега, да речеме, кога беше социјалистичка Југославија, колку души го пречекувале Тито и колку души се сликале со Тито. Да. Не требаше сега половина Југославија да биде жива. Да. Тоа и Тоа е тај греф што го знаеме сите, нели, да? Тоа е еден што го имат Штипјани, што го знаат како греф на тетка Роза. Што го пречекала цар Борис? Да, дека било да го пречека цар Борис. Понатаму да продолжиме за за неја корените на таја да? била не само професор, туку била и научен работник. Нејзини научни трудови има уште во Институтот за национална историја. Не се проучени. За тоа какво убедување политичко имала, не можам да ви кажам, затоа што јас сум била дете, а после со еден братучет отидовме во Институтот за Државниот архив на Македонија да го најдеме досието зошто е судена. Да. И ни рекоа дека тоа после информирото дека тој материјал, тој досие, тие досиеа од тој период после ослободувањето се преместени во Босна и Херцеговина, во Сараево. Да. Зошто и како, тоа не знаеме. Вие треба да продолжите со истражувањето најверојатно, да се дојде до истината. Ние би сакале, да ви кажам, наследниците нејзини, ако се донесе таков закон, мислам дека е во процедура и така, да бараме рехабилитација. Затоа што поради неја целата фамилија Којзеклиски покасно имавме репресии. И реперкусии, така. Ова би сакала само да ви кажам за нејзиното затворење и судење. Случајно среќаваме една жена по возрастни години во Катланово и кога и се кажувам дека сум Штипјанка, она ме прашува, вика, па Роза Којзеклиева, што ви беше? Викам, тетка. Да ви кажам само дека ја бев присутна на судењето. И еве да ви кажам како беше судењето. Била ученичка 6-ти клас. И сите класови ги однеле во судницата. Дали тоа било театарот, не знам точно. Тогашната Соколана, да? Тогашна Соколана. И му викале, ние вика не знаеме на кого се суди и што се суди. Тога и разбравме дека на судењето беше Роза Којзеклиева, поп Гогов,
подоцнешниот Методи Гогов, подоцнешниот поглавар на Македонската црква, господин Михаил, и лекарот Тодор Гичев. И ние да викаме смрт на непријателот, смрт на предавникот, без да знаеме што, како. Значи монтиран и така, процес. Процесот бил монтиран точно и така беа осудени на смрт. Донесени во Скопје, меѓутоа после беа помилувани на 20 години и за кои 20 години, од кои 7 одлежа Попо Гогов и Тодор Гичев, а тетка ми за жал почина во затвор. 46-та година. 47 година, мислам. Од минатиот век, да? Да, 47 година. И само ова да ви кажам дека таја штрajkувала со глад. Ја терале да признае тоа што не можела да го признае. Штрajkувала со глад и пишала писмо, тога и можело или сигурно имало некои начини, до другарот Тито да ја ослободи и кажала каква е ситуацијата. Таа беше многу писмена, многу начитана, каква е ситуацијата, и писмото Тито ја ослободува, меѓутоа стигнува писмото еден ден после незината смрт. Дали е тоа сосема сигурно, меѓутоа старите има такви сознанија за незината смрт. Трагите на писмата каде се, имате ли сознание, имате ли и како документ? Ништо немаме, тоа е се скриено, дури на погребот. Тоа е на устни искажувања, на погребот само се јавиле дека е почината, додека дошле, ги терале да бараат дозвола Чичко ми Васил, татко ми, татка Рајна, тие додека барале дозвола, мојата мајка била со баба ми во една куќа Карши државната болница, што и денеска тука, и видела дека во еден камион товарат обишен сандак бел, и излегла, таа храбро настапила, излегла и рекла дали е таа затвореничката Роза. Тие дури не сакале, ама таа рекла овде е мајка и сакам да не земете на погреб. И така ја зеле баба ми Ката и мајка ми, присуствувале на погребот. Мислам, кој беше старите гробишта, и кога веќе завршил погребот, тогај доаѓаат со дозвола другите браќа и сестра и членови на фамилијата, доаѓаат кога завршил погребот. После тоа разбравме дека коските биле пренесени на новите гробишта, меѓутоа ние денеска гробо не го знаете каде е на професорката Роза. Да, не го знаеме. Тоа за што се однесува за... И уште едно би кажала за тетка Роза. Јас сум мажена во Преспа и таму се запозна со господинот Драги Тозија, кој беше во тоа време директор на радиотелевизија, и ме прашуваше од каде сум потекло. Јас кога му реков од Штип, тој рече од која фамилија ме праша. Јас реков нема да ја знаете фамилијата, мислам од каде, викам од Којзеклиеви. Како, рече, не знам, ами Роза Којзеклиева што ви беше? Па викам тетка на татко ми сестра. И такви фалби даде, што вистина ми дојде убаво на душата. Топло на душата, да. Меѓутоа, после прашувам, сопругот го прашувам, од каде толку да знае за тетка ми Роза. Тој вика, Драги Тозија бил тогаш началник во ОЗНА, во полицијата, и тој бил, вика, што ја мачел. Многу повеќе знае од вас, сигурно. И на наредниот пат, кога се сретнавме, изгледа и давале солена храна, и таа почина од бубрези, недостаток на вода и така, и не давале вода. И после вториот пат, кога го сретнав, му вика, другар Тозија, сега знам
од каде ја знаете тетка ми, бидејќи првиот пат... Отворено му кажете? Да, не сакаше да ми каже и да ви кажам, Хомер како рекол, дека фалбите на непријателот се по-јаки од фалбите на пријателот. Тоа му го вика на Ахил, на татко му на Хектор, бидејќи го убива во војната, и човекот само си заќута и виде дека имам право и да знам кој бил и што бил, а тргнав како непријател големи фалби. И не коментираше више? Не прокоментира повеќе, имаше многу респект и уважување према мене и така. Тоа се први сознанија, да, после... што Штипјани ќе ги чујат, да. Да, потоа многу професори, реков и порано на факултет, мои политичари, сега нема смисла да ги споменувам нивните имења, да нема некои реперкусии, не реперкусии во смисла на негативни, на семејствата нивни, кои вистина многу ја фалеа и како интелектуалец и како човек, дека била исправна личност и дека се најубаво за неа. Да. И уште би додала за неа, таа почина на 42 години, не беше мажена, имаше не остави поколение, да? Не остави поколение, како млада имаше голема љубов, со еден познат штипјанец, кој не би сакала да го кажам, и меѓутоа... Штипи живее в таа фамилија сега, од прилика? Не, во Скопје живеат, има наследници, не би сакала да кажам, меѓутоа толку голема љубов, што тој дури пишувал песни, и кога дошол тука да живее, ја се оженува за друга, и тетка ми така од разочарување не сакаше, јако беше убава, и имаше многу додворувачи, од генерали, од мајори, од највисоки функционери кои постоја тогаш во Македонија, во Штип. Ќе биде интересно исто куќата ваша да ја спомнеме, професор, ќе у Штипу, кој мало беше? Куќата беше во Бело Брдо, денеска се наоѓаат црвени згради, изградена негде 38-9 година, и тука се наоѓаат и офицерски згради и представништво на Пелагонија. Да. Баш тука беше куќа. И брат ти сега живее моментално у таа една зграда. Да, во една зграда. Значи точно на местото на куќата. На старата куќа, да. Куќата беше убава, така на два спрата, голем двор. Кој комшии, сеќаваш се на комшиите ваши тогашни? Па се сеќам на еден коле од Карши нас, беше и Цвета. Потоа до нас имаше... Бреслиски да не беа Цвета, Бреслиски. Да, Бреслиски беа малку погоре. Па не можем да се сетам. До нас имаше две фамилии. Кралеви едни имаше преко пато, фамилија Кралеви. Кралеви. Ако добро си ја сеќавам од тоа време. До нас беше Мишо Поштарот. Да. Бевме со, може го се памтат, сега има син, мислам, не женет, не знам како се вика син, Борај. И пријатна беше улицата, многу се игравме, имаше дворови, имаше цреши. Ние како последна куќа ли доваѓаше Бело Брдото веќе таму? Мола? Куќи после имаше ли после вас, да, после вашата? Да, после имаше Зајкови, уште имаше куќи. Да, добро се сеќавам. Тој дел до Зајкови уште неколку куќи и после тоа беше Брдо. Да. Сегашната населба Леваци не постоеше. Да. И ние игравме како деца, таму имаше багреми, па одевме да играме таму. Исто така Отиња имаше доста вода. Памтам една година. Тоа е моето следно прашање за младоста, за корзото малку повише, за твоите другарки школски од младоста. Па видите, јас повеќето да го пишеме Штипу тоа време. Поради служба на моите родители живеевме во други градови, меѓутоа летото обавезно цело лето поминував кај тетка ми Рајна и тие лета уште ги паметам со братучедот Нанче. Тоа време одевме по серенади на девојките, он имаше другари,
Vančo Klinčarov, Lazo Runtev, mislim, živ je, ponatamo pokojen, Risto Džidrov i некои други, моментално не се сеќам, и сите убаво свиреа на гитара и убаво пеја и навечер и мене ме зима по серенади. Праја на девојките, на симпатиите, а се собира тие во горе Офицерскиот дом? Не, нека офицерски, не, од теќето нагоре, како се вика, ако заборев тој дел, по Лозијата и тука... Сутлако. Сутлако, да, видите, добро ме подсетивте, во Сутлако. Таму се одеше на излети, да? На излети и таму девојките доаѓа и така, денски се веселевме. Јас помала тога и бев, покасно се дружев со моја генерација, Олга Милева, односно Шопова, сестрите Черкезови, една музичарка Нада Димитрова. У Скопје живее, да? Во Скопје живее и така летно време со нив излегувавме навечер, на Корзо, на кино, беше главна атракција, гледавме секој филм. Каде беше киното тоа време? Киното беше кај Јајата, првиот Дека и сега мислиш? Мислам и сега, кај Скерле. Кај Скерлеви, постои аптеката, да, тука. И на тоа кино беше се сеќавате, редици да се чекаат за да се добие карта. Да. Се менуваше неделно време филмот. Корзото беше покрај Отиња и на крајот, кај што е сега, имаше плоштад, и сега има, кај што е хотелот Астибо. Да. Сега не знам и на кој е крстен. Сега е Оаза. Оаза. Тука застануваше аутобус кој одеше са Бајле за станица, железничка, и навечер кај 7:30 сат доаѓаше. Тоа беше цела врска со светот, додека јас бев во Штип. До крај на моите студии, до 59-та година. Сега, Управо до професор, 61-та година. Сега, професор Светлана, малку за твој работен век. Имаш и у Штип работен, и за таткото прво и мајките, да кажеш, да? Мајка ми, да. Па да се вратиме татко на ми твоја е работен век, најмалото дете од овие на Мише и Ката. И тој завршил учителска школа во Скопје, но многу тешки услови. Да? Пешки, се случувало да пешки доаѓа од Штип до Скопје. Постоел воз, меѓутоа тој немал средства. И тука живеел, а повеќето кај роднини, по изби, во училиштето постоело интернат, па другарите му давале по нешто, така да во многу тешки услови завршил учителска школа и потоа бил испратен во Србија. Во тоа време србите испраќале во Македонија српски учители, а македонските во Србија. По наредба, да? По наредба, и тој се сеќава дека бил кај дедо му на Љупчо Арсов, бил пратеник во Белград, се јавил и добил служба во некое село Свилајнац во Србија, и веднаш ова сакам да кажам, интересен момент, што му дале 3 плати. И тој толку бил радосен што влегол во прва кафана и се наел пршено свинско месо со толчен лук и оцет. Да си ја часте душата. Да се почасти. И секогаш кога имавме фамилиарни собири, секогаш тој ни правеше такво јадење, одсеќавање на првата плата и на првото јадење. Парче свинско месо, да. И то бил во неколку села, и во едно село кое се вика Мирановец се наоѓа Белопаланачко, на српска територија на Бела Паланка. Тука се среќава со мајка ми. Србите имале таа тактика да во селата пуштат едно машко, едно женско и да се спријателат, да се земат,
Така да не барат фамилија и да не барат да одат во град. Да. Како што сите тежнеат млади во град. И мајка ми била, сега морам да кажам за мајка ми, по потекло рускиња. Избегале 20-та година од Црвениот октомври, да. Граѓанската револуција. Не од граѓанската револуција. Дедо ми бил градоначалник на Днепропетровск, тоа е еден голем милионски град, и большевиците не го убиле затоа што тој бил напреден човек и нешто им помагал на работниците, само му рекле да го смени местото на живење. И тие до 20-та година се преселиле во Ростов на Дон, а после во 20-та година од граѓанската војна преку Цариград со целата фамилија доаѓаат и ги прифаќа една година престојувале во Цариград, додека се решило кој каде ќе оди, и тие биле испратени во Србија, во градот Неготин. Таму мајка ми завршила и гимназија и учителска школа, а дедо ми имал конзерваториум завршено во Москва и предавал музика во една огромна учителска школа, така да кога дојдов јас во Скопје, најдов многу директори, професори на кои дедо ми им бил професор, им предавал музика, тој се викал Михаил Синковски. Да. Тоа е и во тоа село. За твојата фамилија, да? Се бендисале, да. И така се зеле. Да. И кога дедо ми многу ги ценел македонците како музичари, оти многу учеле од цела Југославија, и ги ценел, и кога разбрал дека ќе му биде македонец зет, кога отишол, му било мило, па удриле песни и така моите до 41 година. Таму е роден брат ми, јас сум родена во друго едно село, во близината на Ниш, Драјнаc се вика. Според службата на татко ти и мајки ти, каде биле на работа. Каде биле испратени. Ние, професорски Светлана, малку ќе го прекинеме, а бето време за коментирање на фотографиите, да не го забравяме тај дел од емисијата Штипјани. Кажете слободно. Вие... Тоа се дел од членовете на фамилијата Којзеклиски. Да, вие само го коментирате и гледате слободно. Првиот овдек е Раде Трнинич, тој е сопругот на тетка Рајна, кој бил книжар и многу рано починал. Така да на 28 години тетка ми останала вдовица со еден син, починал веројатно од туберкулоза, тоа време беше неизлечива. Втората е тетка Рајна Трнинич Којзеклиска. Е најславната наша тетка, тоа е Роза Којзеклиска, која што еве од 902 до 46 година е почината, а Чичко ми Васил е последниот од овој ред. Одеме на следната, професорке. Ова се мојот татко, мајка и брат ми Зоран, заедно со сестрата на мајка ми. Мајка ми се викала Зоја Синковска, а ова е нејзината сестра Лариса Синковска, која завршила наставничка и после заедно со вујко ми отишле пред војната во Беч. И после војната не знаеме трага, а вујко ми се јавува од Рио де Жанеиро. Така да мои со целата фамилија, така да моите родители, татко ми Спиро и мајка ми Зоја, 61 година, преку Италија со брод беа во Рио де Жанеиро 3 месеци. Секоја чест, да, одеме на тоа е ретко за тоа време. Ова се синот, ќерката Надежда и синот Асен на тетката Елена, првата тетка која живееше во Бугарија и која ви раскажував таму почина. За нејзината судбина. И нејзината судбина. Ова се моите родители после ослободувањето често одеа и во Врњачка бања, не заради лечење, татко ми имаше чир во стомакот, повеќето како
на летовање. Една година и јас бев со нив и многу убаво се помина. Наставниците од тоа време, повелете? Ова е мојата ужа фамилија. Татко ми Спиро, мајка ми Зоја, брат ми Зоран, снаата Милица, за која ќе ви кажам покасно е од Војводина, од градот Зрењанин. Јас и мојот сопруг Никола Василевски, кој беше од Преспа и беше исто професор по литература, но работеше прво како директор на гимназијата во Ресен, потоа како секретар на комитетот и од 68 година беше помошник министер за образование. Тоа време помошник секретар на секретаријатот за образование и 23 години беше на таа служба. Тоа е неговата животна кариера, работна кариера. Работна кариера, многу беше предаден на работата и многу го паметат, многу добро направи за Преспа, за преспанци, многу вработи тука, така да мислам, за него не може да се каже еден лош збор. Познава се ли го Штип добро? Доаѓаше ли почесто? Доаѓаше често во Штип, купивме меѓу првите така убава Форд црвен кола и доаѓавме често во Штип и дури он сакаше... специјалитет? Штипски специјалитети немаше уште пастрмали, после почна, него моите или прасе или јагне, према времето го причекуваа. Тоа се децата мои два сина, Гоце и Горан, и Мишко и Александра, односно Саша, која што сега работи како лекар во Завод за здравствена заштита. Ова се исто така моите родители кои примале плата во Ниш, доаѓале, пазарувале, купувале гардероби и се сликани. Татко ми така беше шаливџија, така тука и неговиот изглед. А ова се децата кои ги учеле во село Драјнац. Еве тука и мојата глава се гледа. Да. И тука сте и вие како ученичка, да? Не ученичка, дете сум. Дете, јас до 41 година сум имала 6 години, учениците, да. Во тоа време да ви кажам само дека учителите по село биле не само да образувале деца, туку изопшто и културно и секако ги воспитувале селаните. Дури на обработка на земјоделие, дури на мајка ми ги учела да готват, да везат, да плетат, така да било целосно... Интересно за учениците и надвор од школото. И надвор од школото, и биле почитувани, така да после ослободувањето, која година, беа и толку ги пречека селаните, да и јас бев, вика, исто како да не е дошол цар Александар. Не пушта една недела да си дојдеме од гоштевање. Наставниците и поповите беа почитувани у селото. Така, у селото, да. Професор Светлана, одеме на следната, коментирај. Ова е исто татко ми во подоцнешни години, кога од 55 година тие од Куманово се преселија во Штип и тука живеа до крајот на својот живот. Ти се сетеше на кое место е? Ова е кај главниот мост, тука се одзад банките, колку знам. Лево мосто? Се беше пошта, сега нема. Да. А како Каменик мост или? Каменни мост. Не. Знаеш Штипјани да кажеш и женски мост, нели? Имаш ли чуено за тоа? Не сум чула. И женски во кој мост. Зошто женски? Па тамо се состанувале младите. Младите. Да, тука се закажувале средба. Средбата. Ето, сум била помала, така да не сум закажала тука средба. Да. Ова сме ученици со брат ми во Куманово, кога моите таму живеа. Брат ми, Зоран и јас. Ова е исто слика уште во Србија. Татко ми, мајка ми, брат ми Зоран, Спиро, значи Зоја, Зоран и јас, Светлана. Убаво е да се подсетиме за наставниците. Така. Па, прво почнав јас со работа во
основно училиште Ванчо Прке во ниските згради. Една смена работеше Ванчо Прке, а другата смена беше Димитар Влахов. Мене ми беше некој директор Ристо не Бујуклија, Буклија, така мислам. Да. Прв директор во тогашната осмолетка. Во тогашната осмолетка, Ванчо Прке. И имам убави спомени така, на одмор донесувавме јадење, некој носеше вино и малку време. Кои колеги со тебе работеа тоа време, Ванчо Прке? Со мене работеше покојна Неткова Катерина, потоа една Гичева Благородна, таа после се досели во Скопје. Мислам Цеков работеше, не би можело да се Фетка сетам. Бојаджиева Ролева, да речеме, работеше ли со вас? Не. Штипска професорка наставничка во пензија. Како? Фетка Ролева Бојаджиева. Да, Фетка, ја знам, пријатели бевме. Да. Мислам и она беше. Да ја поздравиме, нели? И поздравете ја и сопругот Ацо. Сега Веќе е дали се покоен, да? покоен. Да. Особено Фетка да ја поздравите, бевме пријатели. Таа ги гледа емисиите. И дружевме, едно друштво бевме со Олга и по физкултура и нејзиниот сопруг Ацо. Да. Потоа Елица и Пингова, така беше? Штипска фамилија. Да, и се дружевме, се викавме Орте друштво. Ова Благородна Гичева, ние девојки бевме, тие веќе беа мажени женети, но не уклучи и нас во друштвото. Друштво Орте, а? Орте се викаше, Добро, да се подсетиме, да. Ако поздрав до сите, До друштво Орте. до друштвото Старо Орте. Да коментираме. Па во 60-та година, меѓу првите, ако не и први, кои организираме екскурзија за Италија, беа наставниците и учителите од Штип и Кочани. Така да ова е група од наставници и учители кои сме сликани на Шпански трг, плоштад во Рим. А штипски учители, учителки? Да, некој кажи од нив барем, професорки? Повеќето, пак ова ми беше колешка Душка, ова Невена Голева, да, ова една Дора беше, ова Гичева. Повеќето ќе Па се препознаат. потоа Олга професорката. Без името не може се сета. Тоа е од времето кога работеете у текстилна школа, 60-та година, ова е 60-та година, кога бевме меѓу професорки од првите текстилна школа. 2 недели до сме биле до Неапол тоа време. Овдека сме мојата ужа фамилија, моите родители, татко ми и мајка ми, иако ние велевме, татко ми е син на кондураджија, а мајка ми аристократка, бидејќи била по потекло грофица. Има многу среќен брак. И доживеа длабока старост, 50 години, и ова е од прославата на 50 годишницата. Од бракот. Од бракот. Златната свадба е тоа. Златната свадба. Да. Веќе сме вашето потесно семејство. Ова е мојот помал син Горан и снаата Марија со внуките Ивана и Мартина. Добро, да ги поздравите од нас. Немаме прилика да се запознаеме. Ова е брат ми Зоран со неговата сопруга Милица. Таја беше по потекло Војанка, ќе ви кажам и за брат ми малку. Ако ни остане време. Добро. Ова е мојот постар син Гоце, кој е градежен инженер и отиде во Прага, во Чешка, преку Пелагонија, а прво работно место му беше во Пелагонија во Штип. И од таму го пуштие во Прага и еве 15 години таму се ожени со чехиња Дана и имам две машки внучиња. Да, и последната фотографија. Ова сум јас во постари години како кума на едно кумче од синот. Тој беше кум, синот Гоце се вика, на 3 кумства имаше и како замина странство, мене ми ги остаи да ги крштевам дечињата.
Почитуваме гледачи, по фотографските коментари да проследиме уште едни рекламни пораки, мал одмор со кафе. Schmeckt? Schmeckt. Oh, schmeckt. Патувајќи низ кралството на природата, барајќи ја кралицата. Кожувчанка, кралица на водите. Почитуваме гледачи, повторно сме по коментирањето на фотографиите во салонот на семејството Којзеклиски. Професор, ќе да дополниме нешто околу фамилијата, посебно за татко ти? Па, видите, за моите родители, да ви кажам дека после 41 година, селаните му рекоа учо, вие да си одите у ваша Македонија, бидејќи у источна Србија беа бугари окупатори, да си дојдете. Така да ние 41 година стигнавме во Скопје и од тука на мајка ми не и дадоа да биде учителка, наставничка, само татко ми беше преместен во село Извор, Велешко, и после ослободувањето во Свети Николе, 2 години, татко ми беше директор на осмолетката, мајка ми предаваше руски, а после тоа од 47 година до 55 година бевме во Куманово, мајка ми предаваше руски во гимназијата и така многу тоа време беше позната и уште припремаше приредби, балетски точки, казачок, музички точки, затоа што учела музика и балет во Русија, а татко ми предаваше математика. Така да таму јас го завршив средното образование и гимназија и сега често ме викаат, така да веќе имавме и 50 годишница од матура пред 2 години. Да. Меѓутоа во Куманово беа времењата околу 52-3 година, се случи да сакам да укажам на тоа како тетка Мироза имаше влијание на целокупниот наш фамилијарен живот. Ние како студенти не добивме стипендија поради тоа. А татко ми тогај го тера да биде шпион на своите колеги и другари, имаше школски другари. Тој тоа го одби, меѓутоа цел месец јас се сеќавам, бидејќи бев возрастна, 8 клас, како сега 4-та година, беше во депресија и во таква депресија тој се обиде да се самоубие. И се фрли од 2 спрат на училиштето, крстени Психолошкиот пристап неиздржлив. Неиздржлив, но благодарение на здравиот организам, преживеа, само помина со една скршена нога и со воспаление на белите дробови и после тоа се вративме во Штип, каде што му е и местото, имавме куќа тамо и продолжија тамо да живеат до крајот на својот живот. Татко ми почина, доста ценет, почитуван. Еве и денеска нас толку ни беше почитување према родителите ваши, да ни беше незгодно дури добар ден да му кажеме од такво стравопочитување што имале према целата фамилија Којзеклиски, а посебно еве кажувам за моите родители. И професор, каде го завршувате вие вашиот работен век? Па јас работев
прво во Ванче Прхе, потоа ви кажав 2 години во текстилен училишен центар, кај што беше Зиков директор. Потоа се мажив за Никола Василевски по потекло од Преспа и 7 години бев професор во тамошната гимназија. Тога и се основаше гимназијата и можам да речам дека ние поставивме темели на гимназијата која е солидна и која и до ден денеска 90% од учениците излегуваат со факултетски дипломи и дури доктори на науки. У кое училиште работите? У Скопје? После тоа во 68 година се вработи во автосообраќајен училишен центар и работев 23 години како професор по македонски јазик и литература до пензионирањето и еве веќе 15 години. Задоволна ли сте од професорската пензија? Па да ви кажам, за жена најдобра е професорската работа. Бидејќи имаш време и за деца, и за пуќа, и за сопруг. Меѓутоа, да ви кажам, и доста е напорна. Затоа што иако сме кратко време таму, посебно мојот предмет македонски јазик и литература, треба да бидеш во тек со сите литературни збиднувања, во тек со сите новини од не само од струката, изопшто, затоа што ученик може да те праша за се нешто. И ако наставник не знае да му одговори, тога и тој паѓа на нула во неговите очи. До кој ниво ви се штипските контакти у Скопје? Па сега, повеќето, кога беа родителите живи, почесто одев, сега ги посетувам брат ми Зоран, внукот Мишо, снаата Марија Којзеклиска, бившата пратеничка, со која има многу добри односи, брат ми и внуката Саша. Со штипските фамилии у Скопје контактите? Па со штипски фамилии во Скопје имам многу блиски комши, Хаджикимови. Да. Потоа синот Владо на Панов, на Поп Дудо синот. Да ги поздравете. Неговата, благодарам, неговата сестра и така некои кои сретнам од школските детски денови. Штипска вечер. Да, одржуваше ли се да, се одржуваше, не знам зашто во последно време замреа тие вечери, а беа убава прилика да се сретнеме, да се видиме. Штипска, преспанска вечер ние посетувавме, јас исто така кумановска вечер, така да имам широк круг на познати. Професорке, тука е крајот на емисијата Штипјани во реализација на телевизија Стар. Сакаме да ги поздравите сите штипски фамилии во Скопје, кои живеат у Скопје. Благодарам. А ние ќе ги пренесеме вашите поздрави за Штипјани. Сите кои ме познаваат, кои работеле со мене во текстилен центар, беше многу одамна, јас сум заборавила. Има ученици кои ме се сеќаваат и кога бев еднаш на болница, можам да го пофалам. Ке се сетите ли? Има потреба од крв и организира текстилен центар. 50 ученика отидоа во болница да дадат крв за мене. Така да болницата се снабди, благодарение на мене, со дарувачи на крв. Почит према наставничката професорката Па мислам, Светлана, беше да? професор на Педагошка академија Симон, на Мира. Да, ќе се Не можам да се сетам. ќе се препознае у завршувањето на својата работа, да. Сите кои тогај дојдоа да дадат крв, тоа многу дамна беше, далеч на 61 година, кога се породував со постариот син, така да многу благодарност до сите. Професорке Светлана, да се надеваме дека нашата народна средба ќе биде уштипнели. Благодарам, се надевам, ако ме поканите по некоја прилика, би дошла пак. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијата Штипјани. Се надевам задоволни од нашата вечерашна приказна. Ако сакате, можеме да кажеме и досие за фамилијата Којзеклиски. На професорката Светлана ви посакаме добро здравје и среќа и среќни пензионерски денови. Пријатна вечер и до гледање до наредната сабота.
До